Денешната тема е всушност колапсот кој всушност честопати, односно најчесто се случува во летниот период, иако секако за тоа влијаат многу фактори. Тие фактори ќе не ги открие мојата денешна гостинка, доктор Ана. Анкица, добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро, секогаш сте со актуелни теми за сезоната за нашите пациенти. Еве така и ова, нели, околу колапсот, што е доста честа проблематика, посебно во летниот период. Ќе кажеме и зошто. Значи, колапсот значи краток губиток на свест, кој што може да биде пропратен со претходни симптоми кои што претходат на оваа состојба, како што се малаксаност, значи гадење, повраќање, замаглување пред очите. Најчести причини се банални, меѓутоа може да бидат и доста тешки состојби. Од баналните причини ќе кажеме дека тоа е најчесто хипотонијата, односно нискиот притисок и нискиот шекер, односно ниската гликемија, хипогликемијата. Зошто се типични колапсите за летниот период? Затоа што многу лесно доаѓа до дехидрираност на организмот, губиток на течности, електролити, до хипотонија, односно намален крвен притисок, и кога пациентот ќе се најде во една таква состојба кај што крвниот притисок ќе отиде под 70 мм живен стоп, тоа важи за систолниот, додека диастолниот дури и под 10 некогаш се мери, пациентот всушност ќе изгуби свест и ќе падне, односно ќе колабира. Губитокот на свест може да биде краткотраен, но може да трае и подолго. Некогаш се и одредени диагностики, би кажала, значи состојби кои што се дури и потешки и животно загрозувачки причина за ваков колапс. Всушност колапсот поточно е да се нарече синкопа медицински, затоа што представува краткотраен губиток на свест. При тоа, нешто што треба да се внимава, значи да му се секако помогне на тој пациент кога е во таква колапсна состојба, и нешто што се настојува да прво се види дали тој има губиток на свест или е свесен за околината што се случува околу него, односно дали слуша гласови, дали ве гледа. Обично после вакво паѓање, односно колабирање, така наречено, пациентот за неколку минути си доаѓа при себе, затоа што доаѓа до израмнување на притисокот, кога тој се наоѓа во хоризонтална состојба. Мозокот е тој што првиот дава сигнали на низок притисок, односно на лоша циркулација, и на низок шекер, односно хипогликемија. Кога пациентот ќе легне и е во една состојба хоризонтална, притисокот се покачува, циркулацијата се подобрува, со тоа доаѓа повеќе кислород во мозокот и пациентот се освестува. Значи, дури некои посебни манипулации не се потребни. Но доколку постои колапс, убаво е пациентот да се постави во една хоризонтална состојба со малку подкренати нозе, како би дошло до побрзо подобрување на притисокот. Но доколку е несвесен, тогаш треба да се постави во така наречената состојба за несвест, односно во странична состојба, како не би дошло до задушување со јазикот или со некои предмети кои што пациентот ги има како протези, забала и така натаму. Значи, само на овој начин би можеле да помогнеме на лице кое што е во колапс. Така, меѓутоа треба да се види и причината што довела до колапс. Значи, ние како доктори секогаш ја бараме причината што довела до колапс, и така тоа лице, значи, ќе треба и да му се помогне, доколку се работи за дехидрираност, да се надокнадат течности, доколку се работи за хипогликемија, да касне нешто благо, хипотонија, сепак и солени раствори да се земат за да се покачи притисокот, но доколку потешки состојби се причина, како што се крварења, како што се одредени интоксикации со лекови, со храна, аритмии, значи може да бидат причина за колапс, тогаш нели веќе диференцијално диагностички се бараат другите причини и процедури. Од ова заклучив дека треба да внесуваме повеќе течности во овој летен период и да не ги напуштаме своите домови без шиша вода. Препораките за летниот период, сепак да не се оди во оној нели топлиот дел од денот, така велиме од 11 до 17 часот, доколку немаме потреба, и сепак да се носи шише вода нели со себе, за да не дојде до дехидрираност. Има ли некоја улога облеката која што ја носиме? Има некои верувања меѓу народот дека полесна облека треба да се носи, дека црната облека привлекува многу повеќе топлина, како што јас моментално носам?
Се препорачува во летниот период сепак облеката да биде со посветли бои, за да не би привлекувала топлина, за да не абсорбира топлина и сепак облеката да биде поширока, значи за да може телото да диши, да има воздух, да има циркулација. При тоа, доколку се излегува на сонце, главата да биде заштитена со капа, да се носи течност, кој што може да биде и обична вода, но може да биде збогатена и со електролити и секако доколку немате потреба, значи не излегување во оној најтоплиот дел од денот. Имам уште едно прашање за крај. Дали имаме најподложни категории на луѓе кога станува збор за самиот колапс? Дали може би возраст игра улога или пак некои болести и слично? Сигурно, при тоа значи мора да кажеме дека на колапс се многу осетливи малите дечиња, скоро и да нема родител што не се исплашил од некое колабирано детенце, меѓутоа и трудниците, значи би кажала и постарите наши хронични пациенти кои што се под хронични терапии, затоа што тие имаат хронична терапија со антихипертензиви, кои што кои ќе излезат на сонце делуваат уште повеќе и често доаѓа до хипотонија и хипогликемија. Одредени состојби како што се диабетот, значи исто така нашите пациенти кои што се хипотоничари се посклони на колапс, така да сепак значи младите и постарите се посклони на вакви колапсни состојби. Ви благодарам многу за разговорот ова утро. Благодарам и на Телма. Се надевам дека внимателно ги слушнавте сите совети на мојата денешна гостинка и најважното она што можевме да го заклучиме е секако да не излегуваме од нашите домови за време на оние високи температури, ако немаме потреба и секако да внесуваме повеќе течности.